би сакал неколку работи да кажам околу предлог законот за изменување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и зошто истиот предлагаме да има измена по скратена постапка. Прво, тука сме сите представници на политички партии кои што пред изборите на граѓаните дале одредени ветувања, а некои од ветувањата ги дале и во одреден временски рок дека ќе бидат исполнети. Имено, господинот Зоран Заев, како кандидат на Социјалдемократскиот Оставете го Зоран Заев, образложите го ово. Вие образложите го вашиот предлог, а не што кажал кој што ветил на пред избори или после избори. Ви укажувам, придржете се кон содржината. Представниците, пратениците во собранието, кои што ја добиле довербата на граѓаните, а кои што припаѓаат на владеачкото мнозинство, ветиле укинување на радиодифузната такса. Укинување на радиодифузната такса веднаш. Затоа овој предлог закон за укинување на радиодифузната такса веднаш бараме да биде расправан, разгледан и изгласан по скратена постапка. На 29 март имавме тука од оваа говорница изјава од колегата Дамјан Манчевски во врска со оваа тема и незината итност, затоа зборам за скратената постапка, дека доколку пратениците на ВМРО ДПМН не ја кочат работата во собранието, граѓаните веќе денес немаше да плаќаат радиодифузна такса. Тоа денес беше на 29 март. Сега сме јули и ние би сакале во духот на она што од мандаторот беше побарано од опозицијата, да биде конструктивна за предлозите кои што се во интерес на граѓаните и за истите да даде поддршка, за ова политичко ветување на владеачкото мнозинство да овозможиме по скратена постапка да се дискутира и доколку е во интерес на граѓаните и на медиумите да имаме брзо укинување на радиодифузната такса. Како наш колега пратеник, за истата итност, господјата Шеќеринска на 30 март изјави дека ако имавме нова влада, граѓаните веќе ќе беа ослободени од плаќањето на радиодифузна такса. 30 март помина одамна, сега сме јули, имаме нова влада, имаме владеачко мнозинство и сметаме дека е време оваа итност која што била потенцирана на 30 март да биде исто така итна и да биде приоритет за укинување на радиодифузната такса во месец јули. Сметаме дека скратената постапка ќе овозможи исто така и подобри услови за проценка на Министерството за финансии во подготовките кои што ги организира за ребалансот на буџетот. Доколку ние навремено постапиме по овој закон и ја укинеме радиодифузната такса, ќе може Министерот за финансии и неговиот тим да можат да имаат подобри податоци, што тоа ќе значи за предвидувањето на следниот ребаланс, за приходната страна во буџетот, а бидејќи најавите се дека тоа ќе се случи за скоро време, да имаме предложен ребаланс на буџетот, добро и ние во скоро време, по скратена постапка, да расправаме за укинување на радиодифузната такса. Втората работа, што сметам дека е исто така важна, да се напомене, имавме ветувања кои што радиодифузната такса ја поврзуваа со концептот на јавниот радиодифузен сервис, односно македонската радиотелевизија. И беше напоменато дека ваквиот концепт досегашен е погрешен и дека треба да имаме измени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за да може да се создаде еден подобар концепт на действување, независност и уредничка, и медиумска, и буџетска за македонската радиотелевизија. И цениме дека оваа дебата по овој закон ќе биде и добар иницијатор за една севкупна заедничка дебата за одлучување каква
каков јавен радиодифузен сервис ни треба, кој е најдоброто можно финансирање, што ќе обезбеди независност и што ќе обезбеди независност не само од буџетски, туку и од уредувачки аспект, и да ги соочиме тука аргументите и кои се европските искуства. Каков е системот на јавен радиодифузен сервис во Словенија, каков е во Германија, каков е во Австрија, каков е во Хрватска, во Италија и на други места, од каде што можеме да извлечеме добри пракси. И на крајот, тоа што исто така сметам дека е дел од аргументите за скратена постапка за укинување на радиодифузната такса, е аргументот на превземени политички обврски за време на изборите и предизборите. Ние како граѓани и како пратеници избрани од граѓаните не треба да одбегнуваме и да ги одолговлекуваме прашањата врз основа на кои 10.000, 50.000, 100.000 или 200.000 граѓани поверувале, ја дале довербата за присутните пратеници од владеачкото мнозинство или од парламентарната опозиција, и за дел од нив многу важен бил сегментот на ветувањето за укинување на радиодифузна такса. И затоа сметам дека скратената постапка ќе овозможи овој предлог за укинување на радиодифузната такса да може да се изгласа пред летните одмори, за да можеме оние изборни ветувања кои што биле дадени и биле дел од приоритетните изборни ветувања да бидат и испорачани на соодветен начин на граѓаните кои што ја дале довербата на пратениците во Собранието на Република Македонија. И затоа ценам дека на овој начин покажуваме две работи. Прво, она што беше од опозицијата на некој начин побарано и сугерирано, опозицијата да не ги кочи, како што кажа министерот Манчевски, проектите на владата, особено не тие кои што владеачкото мнозинство смета дека се од интерес на граѓаните. Ние би сакале да покажеме тука еден добар гест и овој предлог закон за укинување на радиодифузната такса да го расправаме по скратена постапка, да го одлучиме заеднички, и ако истиот е од интерес на граѓаните, истиот заеднички и да го изгласаме. Затоа, почитувани колега пратеници, почитуван колега Џафери, сметам дека ова се навистина издржани аргументи. Предлог законот е едноставен, не бара преобемна дискусија, не бара преобемно согледување и анализа, може многу лесно да се абсолвира, а со самото тоа што знаеме дека овој предлог закон веќе пратениците колеги од владеачкото мнозинство го имаат добро, се надевам, обработено уште пред одржувањето на изборите. И затоа не би имало голема потреба за преголема дискусија и за што и да е друго поврзано со овој закон, и напоменувам дека одлуката за укинувањето на радиодифузната такса во месец јули ќе му биде од помош на новиот министер за финансии во можноста тој подобро да го испланира ребалансот на буџетот и да може да ги утврди приходите и расходите во истиот. Благодарам многу.